РТК продолжува со серијата на репортажи, портрети во рамките на серијалот Легендите на ФК Тиквеш. Денеска сме во средба со Никола Глигоров. Никола, здраво. Здраво, добар ден. Како си? Добро, фала Богу. Поодамна се договараме за една ваква емисија и твои колеги чекаат на снимање затоа што емисијата предизвикува интерес во градот. Кавадар си фудбалски град. Значаен дел од твојот живот помина со фудбалот и се уште си активен во една форма тренерска во фудбалската игра. Меѓутоа, ние во овој серијал правиме така ретроспектива на тоа што сте постигнали во времето на вашата младост. И сакаме да ве представиме како лик, како портрет, како фудбалер, како тренер во наредните минути. Кој е Никола Глигоров? Видите, Никола Глигоров е човек фамилијарен, со син, черка, два внука и зет, роден 19.3.55 година, активен фудбалер на Тиквеш од 72 до 86 година, вработен во Метал Промет БЕФ со стаж од 20 години и така да сега чекам пензија да стигнеме ако бидеме здрави и живи. Активен ли си во фудбал се уште? Во фудбал бев активен до преди година и пол, меѓутоа сега гледајќи ситуацијата во Тиквешијата каква е, клубовите, гледам Тиквеш се престројува, Вардар Неготино тука е, Росоман и Марена, тоа се наши клубови од поднебието на Тиквешијата и мислам дека ќе бидат добри тие клубови да постојат затоа што потребен е спортот на овој град и на оваа општина Тиквешијата. Апсолутно. Некои велат дека биле таленти од малечки. Беше ли ти талент кога почна да играш фудбал? Кога почна да играш фудбал и како ја прими на себе фудбалската игра? Тоа е интересен детал што сакам да го чујат нашите гледачи. Овака да ви кажам една работа. Мислам, јас слободно го кажувам тоа секаде и ќе го кажам сега јавно, не го знае општо цела јавност или цела Тиквешија. Јас почнав во Тиквеш да тренирам 69 година, отидов во една ситуација на еден тренинг, се пријавив, тогашен тренер беше Петар Анџушев, хорват, мој добар пријател, многу ценет, исто како и покојните Начо Тотовски и Блажен Малинков, тоа ми се заедно со Томи Хаџевсилев, четворицата тренери, кои што ги ценам и од секој сум земал по нешто. Во една ситуација кога дојдовме на тренинг, прво не ни дадоа, беше економ или домаќин Чиро Туриманџов, покојниот, и немаше патки или тогашни копачки, сега ги викат чевли. И јас си трчам бос, најнормална работа, има 69-та, мој 14 години, и сега они селектираат, одбираат и ни дават да трчиме на 100 метра. Трчиме на 100 метра, овие сите што беа, јас малте не да ги поминам, него по 10 метра ги оставив. И утрето идеме на тренинг и мене ми вика Перо Анџушев, реков, многу го ценам, вика, Коле, не може да бидеш, вика, фудбалер, треба да си одиш. Добро, и јас сум на солзин, значи си тргнав, дете, најнормално 14 години. Те погодило? Да. Меѓутоа, меѓувремено, само се вратам назад, го зема Џоко Пецов од Вач, наставникот по физичко, затоа што имаше некоја диплома. И Џоко тоа ми го рече фактички, не Перо Анџушев, и му викам, го сретнав кај Доки Чевлар, тука му викам, учителе, нешто да ја прашам, жив е, можеш да го прашате. Каже, ви му викам, зошто мене ме отстраните, ме видоте ли јас како играам фудбал и како трчам? Не, ами така ми рекоа. Му викам, најверојатно сега, пазите, може и тоа едно беше од пресудните фактори, му викам, дали заради тоа што јас немам татко и нема кој да ми стое позади мене, па ви се решите мене да ме тргнете настана. Вика, че дојдеш на тренинг. Ова беше неговото последно. И јас одам на тренинг и сега слободно си правиме моабет, сите тие работи, ме регистрираат за младинци. Побрз нема. Има драги покојниот од индустријската школа, професор по физичко што беше, тренинг со атлетичарите. И ја му викам онака, пошто сум ведар и ден денеска насмеан секогаш, му викам, професор, нешто да прашам, кај, овие твоите атлетичари, може ли јас да истрчам на 100 метра со нив? И два-тројца од нив викат, ајбе, вика, кај ќе трчи со нас. Ајмо, викам, и не намести. Како не намести? Дади знак. Брат, јас, да не речам 10, речи повише. Ги оставив на 100 метра, ненормално нешто трчење.
И професорот помене, нека му е лесна земја, Коле ти атлетчар, Коле ти атлетчар, Коле дојди у работнички беше бела сила у атлетику бивша Југославија, ќе бидеш репрезентативец на Југославија, не, му викам, не, ја фудбал ќе играам. И така почнав фудбал да играам, резерва ме стават и на една утакмица Бранко Шемов, ето го мој добар пријател сега, он е постара генерација, знаеш, 52-а, 53-та, ја 55-та, и ме турат со Македонија, Ѓорче Петров, него го вадат, губиме 2-1 у Ѓорче со Македонија, тогашно Југо Кокто беше, губиме 2-1 у Ѓорче, ме стават мене од клупа и јас со Васко Стојанов, само на Васко му викам, Васко, ја тука ќе ставам, само ти со главот, он беше многу висок, центрофор шпици играше, 20 напред, само префрла топката. И Васко како ќе ја дегажира преку глава, јас преку играчи. 3 гола му дадов за едно полувреме. Твојата првата првиот настап и од тогаш не ми излегнал. Играм центрофор. Бевме голгатери со Васко Стојанов, бев младински репрезентативец на Македонија, ме зема у тоа време за млада репрезентација. Меѓутоа на моето место отиде Џиџи Илиевски, сегашниот што е Џиџи, замина и имаше таму уште еден од Скопје, само момент да ми текне, у моментот не ми текнуе Бане Маринковски у ФЦУ цементарница, ФЦУ тогашно. И знаеш како таа скопска шема беа и заминаа. Една друга анекдота да ви кажам сето ова, јас веќе почнав да играм за младата екипа на Тиквеш, се види дека можам да играм, бев голгетер 3 години поред за младенската екипа и моето дебиче го имам на надпреварот со Вардар Неготино, Кавадарци си играе. Прво коло ние сме на припреми во Охрид, во хотел Пелагонија, знам и кувар носевме од Кавадарци, на припреми сме таму со сето оваа екипа, тоа време Гањо Димитровски, покојниот, Марката, Никола Камчев, покојниот, доктор Треневски, Глигор Тотов, Ано Кимов, Ѓоко Ицев, Трајче Леов, Тале Петрунчев, покојниот, Ласко Дамевски, покојниот, Джанго, покојниот, значи повише, има некои изумрти 5-6 души од нив, сите се на припреми, а нас од младиници на вода. Јас, Крсте Јованов, у водна заеднична работе, Благој Бошковски, Златко Ѓорчев и Драги Чулев, покојниот голман, мој другар иначе од друштво. И на млади, и сега се спрема екипа, ама без да знаат, играеме со Вардар Неготино прво коло у Кавадарци, нема Джанго, покојниот има 2 жолти картони и нема право да играе. И кој ќе го стават, ме турат мене десно крило да играе. Прва утакмица. И она која сака да се посрече, еден центаршут по десна страна, јас фактички центрирам. Тоа не е ни шут, ни ништо, меѓутоа толку јако таа топка да удари, а голман на Вардар Неготино пан, стадионот, значи, фул, а не фул, горе на Ридл стоја, тоа беше дерби невидено. И таа топката позади чашката, така се го викаа голман на Вардар Неготино, моја цена, она позади него 1-0 за нас. Мој за замислиш по-јако, јака среќа на дерби гол да даде, значи, тоа е невидена среќа. Јас кажувам и ден денеска, тоа беше фактички центаршут, нормално топката од седна. 1-0, уште еден му даде Јано Кимов, 2-0 и така заврши надпреварот. И одма после тоа се дешава една ситуација, има веќе пак сме резерва на наредниот надпревар, меѓутоа четврто коло Иле Стефанов сегаше у Богданци на Борче Стефанов брат му, Иле Стефанов има 2 жолти картона, покојниот Коце Андов на Ана Андова сопругот беше во битува на Машково, не си дојди и нема кој да играе десен бек, број 2 ми го дават мене. И од тој момент го држам доки си изов, играјме со Мик, сегашно Скопје, играјме со Мик, го држам Дончо Сизов кој што беше кај нас во Кавадарци, тука 68, 70 правал така нешто, или 68, 69, не се сеќавам тоа. Го држам Доки Сизов, бев играш на надпреварот. Тоа што бираа тогаш, бев играш на надпреварот со најдобра оценка, да, местам гол по десна страна, него не му дадов, само ми рекоа, че го држиш, он е најопасен. Не му дадов да мрдне, Доки ден денеска ми е пријател, вика, мали не те знам кој си, ева ти ја раката. Без ниеден фаул, он имаше техника, ја имав брзина и така се усталив цели 13 години, бев незаменлив. Само кога че дојдеше ситуација Цветко Кабрамов
да има 2 жолти картона, он повреда немаше, затоа што беше многу црс, да има 2 жолти картона или случајно некој црвен, јас тогаш играев број 4 го носев. Го менјав него, а на моето место се ставаше друг играч. 13 години во Тиквеш. 13 години и кариерата не ја завршив во Тиквеш, него од сообраќајка завршив и после ми беше фудбал веќе заборавен, не одев ни на надпревари. Меѓутоа една ситуација, ете, тренерска кариера како да почнам, ми се јави Трајко Тасев, почнам у Кавадарци. Затоа ќе зборуваме подоцна, ја би сакал за фудбалот малку уште да се задржиме. 13 години е долг период во фудбалот. Што е тоа што најмногу памтиш од тие 13 години? Ми каже некои интересни случувања за голови што се и сега реткост. Види, сега да ви кажам, можеби да речеме да му се лутам на Блажо Малинков, кој што ми беше тренер, а и не му се лутам, може и благодарам да му кажам, една благодарност, иако е починат. Кога требаше Вардар Скопски, пуштил телеграма да одиме со нив на припреми, јас и Трајче Николов. Малинков телеграмата скрил за тоа што спрема 76-77, он спремал екипа за втора Југословенска лига. И таа екипа од Македонска лига ударна игла бевме јас и Трајче Николов. Зошто? Одмah ќе ти кажам. Го имавме тука еден, да речеме на пример, Пано Недев, добар пакер. Го имаме Трајче Леов, добар пакер. И сега да не ги редам, да не одам поред Ано Кимов, Голгетер, Дамевски назад, Љупчо Ицев, па после Вито Стефанов, Јака, па Цетко Кабрамов, Ласко Илиев. Тоа беше екипа, види, кај нас немаше да речеме екипа да дојде и да играе. Сите играат, меѓутоа овој пат не беше направен Росоман Кавадарци, ние сегаш викаме 2-0 е на Маренските уши за Тиквеш. Немаше екипа, значи ние убедливо го освоиме тоа прво место и влегоме у втора Југословенска лига. И у втора Југословенска лига, пази, се до оној надпревар што се деси таму со раднички период, у таа екипа само со 2 појачувања. Злате Милосевски и Мите Ѓурџиев. Тиквеш до надпреварот со раднички период беше само со кавадаречки фудбалери. Да, сето беше македонски фудбалери, кавадаречки, само двајца и тоа едниот го земаме од Штипа, он е од Валандово. И Златко Милосевски кој што беше дете на Вардар. Ете. Само со тие два играчи Тиквеш до надпреварот со раднички период кој што го наместија или го продадоа, не е битно како е. Било дека била продадена таа. Не е цел клуб, меѓутоа некои играчи и така. Не е битно, тоа се десило нечем да се навраќам на тие работи. Тиквеш беше многу јака екипа и после тој надпревар со раднички период се пукна како меуруса по лицо. Да, падна, не падна, него потона начисто. Многу народ одеше на фудбалски утакмици Никола тоа време? Народ, мислам ти, народот во Кавадарци фактички живееше за надпреварот во недела што се игра. Јас знам луѓето одат на нива, тутун нижат, грозје берат, се прскали, се орели, идели 2 сата, сите се по дома ручуваат и сите се на надпревар. И ние, можеби сум и среќен и радосен за тоа што сум играл секогаш пред 3-4 илјади гледачи. И како тренер сум играл сум водел екипа пред толку гледачи Кавадарци. А сега не можеме ни од 300 души повеќе да собереме. Што е проблемот? Ја не знам. Што знам што е проблемот. Проблемот е политичките превирања внатре, партијските превирања што ќе дојде една партија, ние го водиме клубот, тебе не те сакам, вие не го сакам, фактички го растурат клубот. Они место да го надградат, сега има некој потек, Митко Јанчев, градначалникот го прави тоа сето, меѓутоа ќе видиме колку тоа ќе изроде, кои се овие појачувања што ги изјава, какви се, дали се добри или не се добри. И за тоа ќе зборуваме после. Добро, имаш долга, би рекол, тренерска кариера, малку ми не го знаат, оние од твојата бранша знаат дека се занимава со тренерски повик или позив од ФК Кавадарци па до Тиквеш, до Вардар Неготино, до Куманово и така натаму. Може ли да ни ја осликаш таа кариера твоја? Овака почнавме. Јас имав сообраќајки, така прекинав со фудбалот. Тоа беше 2005 година, 2006 на 25 февруар, 4 февруар ми се деси таа сообраќајка и на 29 години го прекинав фудбалот.
Јас можев да играм до сигурно ќе играев до 35-36. За твоите атлетски Ништо, способности си можел 72 кила бев најбрз играч у државата. Од брамбен играч побрз немаше одбрана. Тоа го кажувам пред сите. Може у стартот на 5 метра, али после тоа на 30 метра нема шанса некој да ме избега или па да ме стигне кога ќе тргнам напред, да. И у една ситуација ви кажав преди малку спомнав, Трајко Тасев го држе горе кавадарци и ми вика: "Коле, ела вам шо е работа? Ај вика да направиме вика една екипа, имам, нема кој да ја води. Нема проблем, му викам ајде." И тој ги му рекол: "Трајко, не ми го пали фитова, викам, арно сум си повлечен од спортот, не сакам да одам никаде. Не бе, дојди, вика, ќе видиш, ќе си исплати." Добро, викам, ајде, ќе дојдам. Одам и правиме екипа. Екипа правиме и ги зимам Перато Насов и Чиро Ѓорѓиев од Тиквеш, обештетување Стојче Цфта, како се прозива Јованов, или како му беше името на Стојче? Цфта го знаат. Цфта. 300 марки обештетување не зима за 20. И ги водиме екипата у Михајлово на припреми. Најболно ми беше, Кабрамо беше спонзор, најболно ми беше, ми го дава мајсторот Најчо Тотовски да ми биде помошен тренер мене. Ја мислам дека морален удар. Не сум, види, тоа не е за мене удар. Не можев никако да се ставам изнад човекот кај кој сум ги почнал првата минута да играам фудбал кај него. Не можев никако изнад него да се ставам. Меѓутоа во една таква ситуација, пошто му почина синот и вика, дај, вика, мајсторот нека биде со. Добро, и јас му ги давав сите тренинзи, мајсторе, дед направи ти како ќе кажеш денеска тоа ќе тренираме, пази. Ама ти си коле главен, нема врска, мајсторе, ти си главен, не сум ја главен. Де, молим те, не мајсторе, јас тебе те молам. Ја не можам ова да поминам преку овоа сетор. И во една таква ситуација веќе се десила, знаеш, после тоа си заминав јас, ме викнаа да ги земам младинците на Тиквеш. Сега од тие младинци, што сум ги тренирал и што сум ги пуштил у прва екипа да играат, јас може да ви наброам кои се. Значи тоа се уште активни. Сашо Ристов, Горан Стојановски, шефето. Добро, и он е сега и помошен тренер, мислиш, индика? Не, тренер на младинците. На младинците, да. Милан Тренчевски голман, Лазе Кузманов, Дејан Смилевски, Маријан Мицков. Значи тоа се сите тие јас сум ги тренирал, Маријан Мицков. Сега сите сум ги пуштил и у прва екипа да играат. И фактички сум дошол како тренер да му бидам тренер на нив. А фудбалери кои што сум ги пуштил сега у прва екипа да играат и кои што ми се захвални сем еден, кои што не сакам ни да го спомнам, затоа што многу вулгарно се однеси према мене, дето нема култура. Фудбалери кои што сега играат и уште се активни се Ѓорѓи Мојсов, првите чекори кај мене у прва екипа, Васко Митрев, Ванчо Шиков и Даниел Мојсов у младинци. Четири врвни имења. Да ви кажам една работа. У сета таа работа играјме со Силекс у Кратово и пробани ми се мене овие сите. Веќе Ванчо го продадоме на припремите, го турав да игра и после тоа со Карорман тука и му дадов, пази, имав храброст на 2-0 со Карорман. Му викам, пенал има за Тиквеш, шутира го ти. Малиот нема 17 години. Оде да го шутира, удара статива. На полувреме, на крајот, на полувремето ствари, црка директорот, председател Тасев, шо работи, шо прави, абе луѓе. Му викам, чекате малце. Ако на 2-0, на овоа дете не му дадиш да шутира пенал, кога ќе му дадиш, на 0-0 ли? Значи 2-0, водиме, ние убедливо го добиме надпреварот со 5-0. Да, секако се знае исходот во прва лига и беме удојрани на припремите и Статов. И после тоа у прва лига играјме у Кратово, они се веќе пробани, Ванчо си замина. Меѓутоа сега да го пробам Ѓоко Мојсов. И седе Сашо Тасев горе со Дзинго и ја на Ѓоко му викам, Ѓоко загрева се, а помошен тренер ми е Борче Митрев. Загрева се плеваш. А Сашо дозгора, коло се дере. И јас се вртам у мој стил, да каже ми директоре, пушти го Васко, не е Ѓоко. И ја па му се вртам и му викам, директоре, Васко е пробан,
и е за прва екипа. Да го пробаме Џоко Мојсов, дали е за прва екипа и он. И Дзинго после тоа му рекол, види, вика, храбро што има тренерот, али гледај потех што праве, вика. Значи, сака да види дали може да одговори за прва екипа, малиот вика што го пушта. Ја го пуштам, Џоко играе 35 минути, Џоко прави 3-4 потези, Дзинго му рекол да му алав на тренерот, има њух за тоа Сашо ми го призна после тоа. Наредното коло уприле прва постава 90 минути, одма после тоа сите екипи се заинтересираа за него. Ги растурио талент, 1-0 што сега е 1-1 играеме со победа. тикваш. Ја столпна тикваш. Па и сега Џорџи Мојсов има 7-8 клуба сменето и у Маđarска, и у Румунија, и у Србија. Значи, ако сум го пуштил и едини фудбалер имаше доблес и храброст да го каже тоа пред сите фудбалери собрани пред 2 месеца кај него у кафчето. Заедно со брат му што му е долу, седиме, едини фудбалер што кажа, да ви кажам два збора, му вика на сите, 15-7. Се смееме, се шалиме. Ја ако не сум тренер, меѓу деца си ги сакам. Едини тренер вика што има храброст да пуште млад играч, ево го Чичко Коле вика. Ниеден друг вика. Ниеден друг вика. И тие сите слободно можеш да ги прашат. Првите чекори у прва екипа, Ванчо Шиков кај мене, Џоко Мојсов кај мене, Васко Митрев кај мене, Лазе Кузманов кај мене, Дејан Смилевски кај мене, Сашко Ристов кај мене, шефето Маријан Мицков, тие сите одмладинци. Пази, тоа се позади нив што оставиле трага. Не фудбалерот да речеме, како да играл кажем, известен период, без темало. 10 надпревари го нема, него 15 години играа. Кои клубови ги тренираше? Во кои градови не престојуваше или горе? Вака, почнав горе ви кажав, па се вратив во Тиквиш, ги земав младинците. И 95-та година нели беше војната ова со распад на Југославија, го носат Верлашевич тука и ме стават мене помошен тренер на прва екипа да бидам заедно со Верлашевич. Јако југословенско име, фудбалско, нема шо, дури имаше и 5-6 надпревари за репрезентацијата на Југославија изиграно. Добар човек, покоен сега, нека му е лесна земјата. Меѓутоа од она националистичка гледна точка, Слога Југомагнат го бара одма назад да се врате и он се враќа, мислам у Хотел Парк, у Кавадарци сме у карантин. Човекот е толку коректен, 20.000 марки му ги враќа на благајничките на Димекаров, што ги земал парите за подпис, му ги враќа у Хотел Парк, тоа му кажа. И она воде Слога, јас сам водам Белајца и, како што ви кажа претходно, ми поништуваат гол. Немам среќа да победам на тој надпревар, меѓутоа очекувам дека ќе водам прва екипа. Меѓутоа види сега, Тиквиш имаше една политика у тоа време. Не знам што беше и каква беше таа политика. Не се каже да се ослоне на наш тренерски кадар. Меѓу секогаш носеше од страна. И ќе ви кажам еден случај, конкретно ќе ви кажам случај како се деси ситуацијата. И го зимат Шенер Бајрамовиќ од Босна. Иде Шенер тука, јас револтиран од тоа што не ме стават, тако сум секогаш носам одлуки, меѓутоа некогаш пребрзо, некогаш можеби поспоро, али и овие што ми се брзи одлуки, мислам дека квалитетно си ги носам у моја корис. Одма го зимам Габер е последен, завршуваме на 9-то место, тоа е на полусезонта, зимам избркани играчи од Тиквеш, се што е избркано, имаа обичај најче да ги бркат, а од страна да носат играчи. Мене најтешко тоа ми беше, ги зимам тие фудбалери избркани, Пери Ивановски, Перо, Чиро Ѓорѓиев, Перо Атанасов, после Гоце Милев беше, после Гоце го вратија назад, па овој Шурјак, па да не ги редам, таму Мите Сапунџиев ми беше капитен и ми игреше прва постав, да, капитен ми беше у Габер и прва постав, сега што беше тренер на Тиквиш и на Вардар Неготино. И цела таа една ситуација, бегам од Тиквиш и Томе Хаџинасилев ми вика, слушај, вика, ти се вратиш од Тиквиш? Не, право го одбијам, што ќе се вратиш? Меѓу, вика, мај се чуиме. Иста вечер ја водам у Општински фудбалски сојуз Кавадарци и седнати Диме, покојниот Пани Иванов, Благој Пендев Шпиро, Орцо Мицковски, го кажав нели Димекаровски, и уше Јович покојниот и уше еден или два беа тука, не знам кој точно, таму пошто се собират судиите и контролори. И меѓу нив си и ти и јас.
И си седат, они си јадат мрсно. И Шпиро, Диме Каров му вика на Благој Пендев, Шпиро му вика на Блаж Пендев, Шпира, ај погоди кој се нуде за тренер. Уствари, Шпиро му вика на Диме, не ја. И ја му викам, претходно ме праша мене на игралишто, и ја му викам Џоре, Џоко, знаеш тие позвучни имиња. Не бе, вика. И Диме му вика, кој се нуде? И Шпира се смее и му вика, Мите се нуде, кога таја ќе биде да биде тренер? Умеѓу времено, Диме Каров е сведок, умеѓу времено се слушај што се дешава. И тоа не го знаат сите, тоа беше така. Умеѓу времено му звоне телефонот мобилен на Диме Каров. Диме го зима телефонот и вика, да, шефе, да. Разбрав, шефе. Се зима шерветката, се пребришува. Да, шефе. Готово завршена е работа. Пап и го пушта телефонот. Се брише уште еднаш и му вика на Шпира, ај погоди кој се јави. Шпира вика, од кај да знам. Вика се јави Тито Петковски, а погоди кој ни речи тренер да биде. Од кај да знам. И Мите Митев му вика, и почнеме да се смее. Вика, нора го бројат на Мите Митев, вика и јавој му се. И сега што се дешава ситуација? Јас си чутам. И сега јас ја правам шемата. Мите Митев иде тренер на Тиквеш да биде, Ордан Милков помошен и Драги Чулев тренер на голманите. Јас сум тренер у Габер и Томо пак ми се јавува и ми вика да бидиш на цртан утре, вика у 3 сата, вика на игралишто, оти он брзо ќе си оди и ти ќе земиш екипата. Што ќе бидам? А ќе бидеш помошен тренер, море директоре. Не ме зафракај, викам, не сум јас. Не, јас кога ти викам, ти знаеш вика тебе кој ти тури да играеш управа екипа, знам, ти и Најчо. Сега вика ќе ми вратиш. Добро, ми вика. И ја И сум Мите, а вика се прави така да не се познавате. Јас сум Мите бев многу близо. И ден денеска сум бев. И добро, Мите иде. И се правиме како да не се познаваме. Почнува. Како почна така, заврши месец дена, колку рекоа месец. И после за мене. Да, кратко период за мене. И после тоа Томо зе екипата, одма мене со него ме зе. Минаме уште еден извесен период. Видов оти нешто не е уреду, се заминуваат они партиски, кај дојдоа ВМРО, дојде Цветко Кабров. Цветко вика вика, да не се секираш, тоа дете кој ќе го мрдна од клубот, тие прв ќе си оде. Едно влакно нема ти фале. А Јана Саштасев, директор и Натоша Трајков, технички, мојот кумашин, јел да ви кажам нешто, Тоша вика, куме, вика, Каброн каже, никој нема те мрдне си, ја вика за бетониран си. Сега ја да ви кажам, пошто ви него знаете Каброн вика. Шом рекол нема да ме мрдне никој, прв јас ја одам. А вече видите, не помина недела, дена го носат Драган Бочевски, а ја и Китановски работил. Драган Бочевски го носат помошен тренер да биде. Овој тренер на млада репрезентација, ја викам земи помошен тренер, млада репрезентација не можам, го носат Бочевски, си го зема помошен тренер. Тоа беше еден круг врзан, сите кумови. Цапар на Китан, Китан на Боче, Боче на Џате Хусеин. Џате Хусеин на Цапар. И сите изврзани кумови. И Цапар селектори си ги месте како сака. Пари си зимат ненормални. И ебе му викам, шо ви кажам? Сашо вик човек шо не готино. Чо да му не готино? И тоги Вардар не готино го направив. Од двете лиги се правеше една голема. Го тепаме Арачиново, у Арачиново 2-1, 2-0 водиме, ми праве Чиро Илиев на Митко Илиев, брат му, еден инцидент, чуе мајка албанска, таму знам се сеќавам. Тоа беше една, како да ти кажам, непријатно, една ситуација кај што не се знаеше дали ќе извадиме жива глава. Темелков ми играе Чурило. Па ми играе Лази Кузманов ми бране 17 години, се раскина одбранење дето. Намалува 2-1, судијата продолжува утакмиста, ја од вас на мила Бога молам да примиме уште еден гол. Значи да примиме гол, пази, не е друго, да примиме гол. Зошто? За да извадиме жива глава. Тројцата милицаи навлезот на Рачиново, тој ги истапаа. Леле, се викам, деца ќе ни испотепат. И се дешава една ситуација, губиме, победуиме, водиме, ништо. А пред тоа 50 души ни влегува, скршија во градата, вратата и влегува унатре, терн ги бркат играчи и застана еден со еден Ланец Дебел, предходно Белајсца Вардар играат у Струмица, го гледам тој на Будла му скршија ногата, Бурда од Божинов од Гевгилија му скршија ногата, со Вардар, од Белајсца еден играч и го гледам, таму тој човек над мене седе, истиот со златниот ланец. И нешто на албански му преговори, јас само тоа го разбрав, дека му речи мир и сите надвор. Сите застанаа и испаднаа надвор,
пак истиот човек. После разбрав дека тоа е Чирак, фактичко газата на Шкендија Арачиново бил и не водат и сега излеаме, мораме да поминиме. Да, а тренер на Шкендија, овој што беше на Шкендија Тетово, албанецот, не ми текнува моментот како му беше презимето, беше на Шкендија цело време, 2 пати у Шкендија идеш, он тренер и мен ми вика, твој играч, значи не може многу македонски зборови, пцуе мајка албанска на мој, твој 7 вика пцуе на мој. И јас на Чиро Илиев шлапаница му ударив, а Чиро може да те стопе. И само вака го погледнав му намигнав за да извадиме жива глава. И одиме автобуса, 100 души околу автобус. Леле, но те па, мене на тоа деца му викам сите позад мене. И они наредени по двојци, ја напред одам. И како дојдоме и овој што беше Собранецот Чирак, па на албански нешто и почнаа да плускат. Плускат, флегоме у автобусот, они стоат околу автобус и плускат. Ние полицијата напред, он со колта негова напред, позади овој другиот, и така поминаме. Интересна епизода која. Да, и кога дојдоме на складот на Мак Петрол од Шкендија од Арачинов наму, кај знаеш, му викам деца пејте, ова е наша територија сега. А веќе чудо нешто. Оле, можете интересно, намерно те прашував. Интересен период овој тренерскиот, сакам да кажам. Поинтересен ли од фудбалскиот? Што да ти кажам, знаеш колку интересен. Мислам сега вака од една дистанца кога кога се јави зборуваме. притисок, да се јават здравствени проблеми. Финансиски не е многу интересен, мада се офајдуеме многу пати, али имаше ситуации кај што немаме јадење да му дајме, нити сендвич не сме му давале, едва и собериме 1000-2000 денара сендвич да му дајме на играчите. Тоа беше еден период, морам да го кажам, за мене многу мизерна работа, Ано Кимов директор, јас тренер, бараш играеме со Караорман на градски у Скопје, одиме, ние че тргаме, Пано Минов градоначалник, не го интересираше апсолутно спортот и мислам дека е гробар на спортот, тоа ќе го кажам реално, кој како сака нека вика. Значи, го уништи фудбалот фактички, затоа што не го интересираше ништо. Еве, Александар Пановски, Пановски, како му е презимето право, даваше некоја пара, па оформи нешто. За Митко Јанчев за сега не можам ништо да кажам, затоа што човекот се гледа отидава, меѓутоа Треба време да се види. Да, треба да се водат контрола, да видат што фудбалери кај ги дават тие пари. Не само пари да даваш, сега ти некој ќе ми земе мене 400 евра плата, а ништо нема да ми даде унатре. Многу фудбалери има донесено од страна, за мене тоа не поимено. А и многу пензионери. Ќе го прашам за тоа. Али мислам дека Митко не мислам, него тоа и го тврдам, е најчесен од сите тие градоначалници, за тоа што човекот си е нема заткулисни игри. Не, какви заткулисни игри? Он баш напротив тие игри ги мразе. Така. Он секогаш оде на отворена карта, поарно дај биди реален, тоа ми треба, него ли на подмукол начин да одиш кај него да го изиграиш. Нема потреба од такво нешто, тоа што човекот не сака никој да изманипулира и дава, ова се за мене огромни средства кои што кажаат дека буџет што се остварат околу 11 милиона денара, тоа се пари со кои што уште 50-60 хиљади евра у прва лига се обстанува. Значи, ако се дада 180 хиљади евра, не треба, само момент, не треба они да размислуваат дека не може да влезат у прва лига. Треба да сносат голема одговорност ако не се влезе. На тие пари, јас себе сега јавно тврдам. Нека си располагат они со парите, мене пари не ми требаат. Нека си располагат. Јас ќе депонирам нешто. Добро. И гарантирам влез у прва лига. Прво место, убедливо прв. А не да мислам да пробам да влезам. Нема да пробам, со 200.000 евра не се пробува. Со 180.000 евра не се пробува да влезам. Разбирам вашиот стручен дел. Не, јас си гледам од стручен агол. Ти мене, ако локална самоуправа мене и бизнис секторот, ако добрат 180.000 евра и да ги изневерам градоначалник и бизнис секторот, како од година ќе посакаш ти пари? Тоа мораме да биеме реални. И тука мора да застане градоначалник да барат цврстов влез у прва лига. Оти они обстанокот лани се види, со една победа обстанокот беше обезбеден. Сега ти носиш тренер, менјаш тренер, право носиш тренер. Ти обезбедува обстанок. А го менјаш тренерот, носиш друг тренер. Одиш на прво место. Која е гаранцијата бе? Гаранцијата не мора да видиме која е. Со новите играчи ќе биде ли работите?
Абе, работа е бидена. Пензионери имаме по 36 и 37 години. Че видиме колку ќе се спремат они, колку ќе помогнат. За мене... Ова во иронија ли го рекоте пензионери? Не го викам у иронија, ние имаме стари фудбалери, тоа е факт. Ја ќе ти кажам одма. Сашко Ристов, Васко Митрев, Џоко Мојсов, Александар Варелски, се си искусни играчи. Не е иронија. Окей. Тоа е реалност. Добре. Што тие Не може да биде цело време присутни. Они се пред пензија веќе, затоа ги викам пензионери. Пред пензија се, затоа што веќе кариерата му е јаче изиграат една полусезона или цела, ја нема да изиграат. Да бидеме објективни, тоа и они си Што би направил ти во ваква ситуација? Ништо оваа ситуација, јас само искуството нино би го искористил. Значи би ја укомпонирал екипата. Сега тоа си останува на Лупчо Димитковски, на Гањо си останува, кој што многу си го сакам како дете, ептен ми е мило и драго и него и Мите Сапунџиев. Неовисно мене, моите колеги што ми се постават, што беа тренери, зошто не ме сакат. Не ме сакат, оти Никола Глигоров работеше за 32 и 35.000 денара плата, они работеа за 6.000 и 8.000 денара. И што ќе ме сакаш? Голема разлика. Не, да е голема. Сегаш му викам, ви само да сте утиквеш, работите за 6.000 дарки и за 8.000 дарки. Бе не можеш ти да работиш, ја сум работел с тренери од страна, он зима 1000 евра, јас ќе земам тебе 12.000, кај го има тоа? Си ми викнал тренер на прва екипа и да ми даеш 12 дарки, не ќе ми даеш ти мене 550 евра плата. Пола од таа бара, ако не повеќе. Коле, има ли местење во фудбалот утакмици? А у фудбалот има многу големи местенки, сум учествувал, не у продавање на надпревари, него у наместен надпревар у полза на тиквеш. Како се мести? Јас ќе ви кажам. Не кријам за тоа што тоа е така. И тоа не може никој да го побие. Тиквеш се боре за обстанок и играе со Силекс тука. А Охрид исто се боре за обстанок, играе со Цементарница на Цементара. Сега што е проблемот? Цементара мора да победе, Мора. ако сака да остане, да. А Охрид, ако изваде нерешено и Тиквеш да изгубе, излејаме ние и Цементара. И тренер е Томе Хаджиосилев, од директор оде на тренер, затоа што обстанокот не ви се поднози, ме зима мене, ќе бидеш со мене. И ја му викам, што ме пекаш лојжен, само ти ми одговараш, вика тој. Добро. И сега си играе надпреварот. Почнати се надпревајате. Што се дешава? На Цементара, Томе беше толку спремен, 2 телефона стават и двајца наши луѓе, пример како сега ти и Трајче камерманот, ги стават на 2 телефона, доверливи луѓе што ни се наши од клубот и од таму да обавестуват како е резултатот. Почнува надпреварот, завршува полувремето. Жешко, тоа е предпоследно коло. Последно играеме у Охрид ни. Ни излеаме. А у Охрид оди што ќе биде касапница. И завршува полувремето, се јавуваат одма на телефонот кавадарци, како е резултатот, вика 1-0 за Цементара. Добро е. Е сега што се прави? 40 степени, ако не се лажам, и 1 беше температурата. Е нормална жештина. Наводно дека заврнало дошло кавадарци, теренот избришана линијата, 9 минути се одбележува теренот, касне второ полувреме. А мора сит да почнат исто. Исто се почнати, ама второ полувреме не е исто. Тераме ни, броиме, одадуиме, телефонски, цело време доле-горе. Добре Иванов што е секретарот на Силекс, една ташна наметната и оде Ченде Менде што викаме ние, клупа, телефон долу, клупа, телефон долу. Тој мобилни немашува, 96 година. И иде едно време, вика, како е резултатот? 2-0 вика за Цементарница. Добро. Па 2-1 вика за Цементарница. Утакмица завршена ли е? Завршена е. Ние си тераме. 9 минути, 8 минути на судијат му е кажано, уж 3 минути, ако треба продолжение че има, ме разбираш, додека не завршава утакмица. И таму има продолжеток. Тераме едно време викат крај.
И иди или домаќинот или Блажо Пендев, не се сеќавам точно, или Орцо Мицкоски, сега точно не ме држите за збор, идете, викат, утакми заврши, вика, на Цементара 2-1 за Цементара. Како рекоа 2-1 ни 0-0 играеме, Се окей. се окей, завршува кај нас утакмици, испаѓа Охрид. Охрид испаѓа, и сега што се дешава? Наредното коло има Охрид и Томика Джасирев ми вика, ја не можам, имам врски, не идам во Охрид, ќе одиш ти. Дека ме шола, вика, сам ќе одиш. На жешкиот терен во Охрид. Ау, леле Маријан, што да ти кажам, како слегнаме, напред на чело на тепачката група Данчо Целевски за репрезентацијата на Македонија голман што брнеше. Он напред пушти. Поиграчи едно време, ни како влијаме, знаеш што да внатре. Од сите страни цукоци. И го гледам него, Данчо му викам. И почна и по мене да псуе, чеке бе, нели те срамо, викам, репрезентативец на Македонија си бе. Држава представуваш му, викам. Што направите? А што сте ни криви, бе? Во ни си бараме обстанок, што сте ни криви? Тепате ја Цементара, бе, што нас, бе? Ни бараме обстанок, мора. Имаме ни обстанок, знам. 15 минута, 3-0 за Охрид. Играчи мои стоа. 6-0, 6-1 заврши такмиста. Едва и чекаме да заврши. Како заврши такмиста, ни не изнеаме еден саут, сум викала. Милиција додека не обезведе се. И так си кирисаме, важно останаме. Тоа беше многу битно. Сега после толку години кога не сте активен фудбалер, па и тренер, сега имате друг бизнис, како гледате на фудбалот? Јас да ви кажам една работа. Човек кој што го сака спортот никогаш не е престарен или истрошен. Мене овака како што сум витален и ова снага што имам, 10 години уште ќе ми бидат малце за спорт. Значи ова реално го зборувам. Значи ја не сум подлегнат на ништо. Јас сум нон-стоп у движење, нон-стоп спорт пратам, а фудбал треба да го пратиш. Фудбалот има милион шеми. Најжално у фудбалот е што многу екипи што се наши покушаваат да имитират Барселона, Реал Мадрид, Баерн, пример викам Јувентус, ги имитират тие екипи како играат, или Бенфика, не е битно кој, или Манчестер Сити. И сега да се вратиме назад. За мене тоа е најголемата глупост што прават тренерите. Зошто? Прво, ти играта мора да се ја ускладиш према квалитетот на фудбалери што ги имаш. Квалитетот што го имаш. Па не може сега јас или мој фудбалер да го имитира Роналдо како играе. Кој квалитет он го има до Роналдо да стигне, знаеш кој? Далеко од овдеа до Стамбул. Значи така речено. Кој терен ни го имаме да играеме играта на Барселона? Кои везни играчи ги имаме средни ни да пласираме таа игра на Барселона или на Манчестер Сити или на Арсенал? Не е битно. Значи ја гледам многу тренери тоа покушаваат тоа да го играат. Не бе брат, ти си ја ускладиш игра, че се окомпонираш према твојот квалитет на фудбалери што го имаш. Зошто? Нашите фудбалери, ти може да имаш и недошколуван фудбалер у екипата, и што е најнормална работа. Кој има десна, нема лева нога. Ако има центар шут со лева, нема со десна. Ако има штоп добар со десна, нема со лева, обратно. Ако има, како да кажам, добар шут со лева, нема со десна. Ако има радиус на движење, напред, назад, лево, десно, он ти се движи само напред и назад. Ни лево, ни десно не оде. Значи 4 работи треба еден везен играч да ги играе. Напред, назад, лево, десно, да потпанува од сите страни, да проиграва дубинска, странична, центар, што ти видиме. Седи, кај го имаме ни? Кои терени ни ги имаме за таква игра да играем? Ајде, да гледаме реално. Што градски стадион наш? Градски стадион, ја 10 години се борев таму и му викав Нило домаќинот. Викни едно теге и нека го израмнат пред голот. Тоа е како гроб подигнато. Викни теге, не вода, дупка се прави, нека се прави дупка. Те што ти е работа, че потпануиш ти. А мен не ме слуша никој. Под как му турив ја мил, еден кипер цел донесоме и 50 кила семе му туриме и од тоги ништо буквално 6 години не чепна на терен. Сега почна од кога почна кога дојде Митко Јанчев за градоначалник. Ама сега и мама да скорнам од гробот и она че работи, тоа што е платена. А работи ка ти даваа плата на 2 на 3 месеца. И тоа треба да го работиш. Ова е екипа месна индустрија Свети Николе во времето кога бараа опстанок.
И ќе ви кажам зошто таа екипа ја земав. Они беа со минус 3 бода на полусезоната. На полусезоната. Беа минус 3 бода. Јас отидов на полусезоната и земав добри, квалитетни фудбалери за мене. Од Кавадарци ги носив. Тоа се Маријан Смилков, Лјупчо Димитковски, сегашниот тренер на Тиквиш, Гањо, Милан Тренчевски, голманот, Гоце Евтимов од Штип, кој што после го донесов во Кавадарци, Зоки Митрев исто од Тиквиш, Маријан Хаджи Василев од Тиквиш, Благој Димов, кој што ми беше еден од голгитерите од клубот, и Лјупчо Бојаджиев. Заедно со Данчо Гиевски ми беа столб на таа екипа. Значи со наши со Кавадарци успеаме оваа екипа од минус 3 бода да ја качиме на 12-то место, значи од минус 3 бода јас успеав да докачам екипата некаде веќе према горниот дел да оде према средината белот. Што недоразбирање со председателот на клубот тогашно време беше директор на месна индустрија Свети Николе Любе Костов. Ми остана некаде на околу 2500 марки у тоа време дужен. Јас и кинесав, после тоа ми каже, дојди ќе ви дадам парите, прачаше и по фудбалери и по се, си има свој принцип, не ми требат парите, не сакам се враќам назад. И така таа екипа после тоа се растури. Овдека играеме една пријателски надпревар со Македонија Ѓорче Петров, Војадин Станојковиќ е тренер, заедно со него сме сликани. После тоа ви кажав, се правеше екипа за Тиквиш и Сашо Тасев ми се јавува, вика да се вратиш у Кавадарци, да дојдеш, вика, че правиме екипа, вика, за втора лига, сакам да се вратиш. Викам два услова. Имам, кои се, колку фудбалери имаме настрана? 13. Собери, можеш си да ги собереш наши? Можам. Ги собира сите наши фудбалери и му викам сега платта да договориме, договараме платта преку 30.000, се договараме со него, седнуеме, почнуеме и веќе функционираме како клуб. Значи, од испадна, сакаме експресно да се вратиме и тука еве сега таа екипа ми е овдека. Прво ќе ви кажам стручен штаб јас сум, после Митко Ѓорѓиев ми е тренер на Голмајнти, Борче Митрев ми е помошен тренер, Орцо Мицковски е секретар и дека Перо Димитров, докторот, ми е лекар на екипата. Така, тоа стручен штаб го направиме на брзина, Сашо Тасев директор, Тошо Трајков ми беше технички директор, Ристе Масер ми беше на екипата. И имаме добар една екипа направена, компонирана. Многу, имав преку 32 фудбалера и ви кажав, тогаш у таа екипа Ванчо Шиков го пуштиме да играеме, што ја барав се јаки надпревари. Дојде на припреми, тука играеме со Белајса, играеме со Раднички Југо Петрол, играеме со Телеоптик Земон, Колубара Вреоци, тоа беа се јаки српски лигаши, прволигаши и второлигаши и мислам оти добиме на рутина. Екипата беше страшна, значи ненормално компонирана и тоа е далеко најдобрата екипа и најквалитетна на Тикве што сум имал. Дури на Сашо Тасев, директорот ми вика че го донесам Сивчо Тодоровски и Иле Јакимов, не ми требат. Ама не, и после ми вика, не ги тураш, вика, јас ги донесам. Мене не ми треба, ја ти кажам, викам, не ги турам, си имам веќе костур и направено тоа е. И таа екипа убедливо влези со 16 бода пред вториот, значи пред Брегалница Делчево, 16 бода пред вториот, а имаме 20 бода пред Башкими, албанска екипа која што беше многу јака. Два голгетера имав страшни, Антонио Тасев и Гоце Евтимов, од 101 гол имавме постигнато, 65 имаа двата шпица, плюс Благој Димов 18, тоа беа околу 83 гола, трите играчи имаа да беа. Страшна навала. И сите екипи, ни, например, не се плашиме апсолутно у Кавадарци, дури некога се дешаваше на полувреме екипа да ни води или нерешно до 50-60 минута да ни држи 0-0 или 1-0 да биде за екип. Од 60 минута до 94-5 гола даваме, обавезно. Много атомска навала има. Кои ви се овие фотографии двете? Оваа фотографија ми е исто у Свети Никола на првенство надпред со Брегалница Делчево, а ова ми е финале турнир Вуко Каров за 10 годишнината. Антонио Тасев беше одбран за најдобар играч и заедно ме замоли шефе да се сликаме, вика, заедно, нема проблем, викам, ајде се сликаме. Него освоиме турнир затоа што на пенали од победа прилеп изгубиме. Ето, тоа беше. Може да одиме со другата фотографија? Ова е турнирот Вуко Каров.
10 годишнината ви кажувам, ето гледате тикваш како сега што облечен, така беше и тоги, дотеран, многу убаво беа. Тоа е стручниот штаб, тренерите, тренерот на голманите Митко Ѓорџиев, Борче Митрев и јас. Овдека е цел стручен штаб. Значи Ристо Масерот, директорот, Орцо Мицковски, техничкиот директор Тошо Трајков, докторот Перо, Мито Ѓорџиев, јас и Борче Митрев. Целиот стручен штаб. Таму броеме некаде 9 или 10 човека, оште економот го немаше. Значи, деме Добро техника. Добро организирани. Овдека ми е исто доиран сум на припреми со таа екипа и како тренер градоначалникот на Валандово ни беше гостин, заедно со Борче Силјановски и директорот и натаму имаше уште луѓе. Тоа е таа екипа, 2002 година, пише, значи снимани шосне. А ова е помошен тренер кој бев на Мите Митев, кога го донеса. Кратко време што Да, кратко време Тито Петковски кој му се јави на Диме Каров и му вика че го взимаше, они биле другари. Што да ти кажам, ето тоа беше политика у тоа време, ме разбира. Затоа ние не можеме да дојдеме. Знаеот и Диме Каров дава пари, Хец има пари, електродистрибуција. Ово плави дресови сте облечени. Ова е младинска екипа на Тиквеш, плави дресови младинска екипа на Тиквеш. Ево таа екипа тука испадна Миле. Прва екипа Горанчо игреше у прва екипа, Гоце Петковски игреше у прва екипа, Гоце Милев кој што беше стандарен на прва екипа, Миле Дулот, Димов и он поигра и играеше еден период. Така да 4-5 играчи играа у првата екипа, не е ништо лошо. Трајче ти да не си тука некаде бе. Не. Ама тука да не си некаде. Не те гледам. Мислам ти беше и ти тука. Тие сите поиграа у прва екипа, меѓутоа најстандарен беше Џајо ми беше помошник, најстандарен Гоце Милев ми беше. Привршуваме со оваа емисија како цело ова твое ангажирање во фудбалот му сметаше или не му сметаше на семејството? Прво, одма ќе ви кажам една работа. Си имал ли разбирање на ова? Разбирање имав цело време, меѓутоа и расправи имав. Нели, најнормално деца мали у тоа време, Обврски, јас фудбалер, па после тренер, па те нема 10 дена на припреми, па ќе му текне, па ајде уште 5 дена, 6, па зимни припреми требало да се одбават, па од работа проблеми. До душа не ни правиа уметал проблеми. Да, имавте разбирање, релативно добро. Имаме јака фирма, беше јака плата зимаме. И ја не сакав да одам никаде настран, нити како фудбалер, нити како тренер. Ова што ги направив некои излети у Куманово, у Велес, у Неготино, у Свети Николе, Баташевиче тука ми беше. Сето го направив ради пари. Финансиски некогаш дојдов во една ситуација да бидам малце. И види, фудбалот бара се, јас си одделен од фамилијата. По 10 дена, 15, некогаш и 20 дена нема да си дојдеш дома, ќе земиш плата, ќе пуштиш, дали по пошта, дали ќе дојдеш на брзина, ќе оставиш пари и па назад се враќаш ти. Бара отсуство од дома, многу големи обврски фудбалари. Еве сега тргни, гледа го Тиквеш на припреме у Мавро. Таму има и фамилиарни луѓе. Има, некои со деца, некои се само со жени, ај девојка нека, фамилија имаш дома, оставено ти е сето тоа. Си бил у ситуација да бараш поддршка од твојата невеста, од таткото и од мајка ти кои били живи здрави? Татко ми бев многу мал кога почина, 8 години имав. Мајка ми секогаш беше против мене да играам фудбал. Она се каше да бидам реално кажано веќе кога не отидов на факултет, или пеач, или војно лице да одам. Тие двете работи, за пеач. Сигурно си имал некоја дар. Сега да испаднеме 80% на жив микрофон ги јадам сите пеачи. Сега да испаднеме. Ова прв пат го. Не прв пат, него стварно пеам многу. Па ја ќе кажам, еве за мене случај. Многу одамна син ми Лупчето, нека е здраво и живо, беше 2 години. И има аудиција у Кавадарци. Аудицијата Чиро Боев беше од радио Скопје, Македонска радиотелевизија. Македонска радиотелевизија, он беше у тоа жирито, а иначе сум музет за внука на него, може него знаете тоа. Како не? Да. Он е добар пријател. Сега, и одим у една таква ситуација, пеем и испаѓа, ја пеам песната како сега да ми е предводителот од Маринко Роквич, да волим друго не могу. Тоа е многу тешка песна, рефренот да го испееш. И Блажо Богев и јас. И сега шибаме, тераме.
И браче, што се дешава? 5 пати публиката ме враќа мене назад на БНТ. Прогласување на победникот Блажо Богев. И после 2 години па се пријавувам Маријан Коцев и јас, па Маријан Коцев, ја па второ место. И Чиро Боев ми вика, не го знам дали е жив уште, Чиро Боев ми вика, зету, шо, поаро е ти фудбал да играеш од колку пееш, вика да видиш, вика, ти си видиш фудбалер. И така не ми дадоа да отидам. И после ми кажаа дека првата аудиција била наместена. Никола Глигоров овде завршуваме со муабетот, тој нема крај. Меѓутоа добро е што малку ве подсетивме и вас за убавиот живот што ги имавте со фудбалот и како фудбалер и како тренер. Како би ја завршила оваа емисија? Да сте на моје место. И не знам како да ја завршим. Ти како ви кажа? Многу убаво ја раскажете вашата приказна. Мислам дека беше на место сето што го кажав, а да не се сете, мислам да не се осете некој повреден од моите постари колеги и од вие помладите колеги, онова што го кажав дека работеа за постарите за 6 или 8 милијади денара и сега стоам на сето тоа и тоа е така дека така работеа, дека мислеа само на пари, нема амбиции да одат напред, да бидат осамосталени како тренери, сега се кажа да бидат или помошни или да бидат у втор план. Јас си бев таков сум и денеска. Не сум од никој не зависам, одам, прашам, може, не може. Брат, ти твоето, јас моето. Што е почесто отколку да има некои други? Да, најчесно е. Инаку би сакал оваа ситуација да кажем уште за крај дека почнав со една многу јака екипа, со едни многу јаки имиња. Значи, со еден Чире Николовски голман, со еден Ано Кимов, со еден Глигор Тотов, кои што ми се Јано Кимов и Чире и Глигор многу добри пријатели, со еден Трајче Лео, со еден Џоко Ицев кој што ми даваше многу голема поддршка, затоа што ја немав 17 години. А Џоко Ицев беше толку искусен и знаеше да те поддржи и кога ќе погрешиш, ајде коле, ајде, немај мака. Јас тоа денеска Џоко ми е многу драг пријател, Трајче Леов, многу близок сум, многу живеам со нив со сите. Пано Недев, секојдневно се гледаме по чаршија со Трајче Николов, викендиците ни се на Тиквишко езеро, па и до друго, преку една куќа, не си таму сме фамилијарно цело време. Покојниот Джанго, да речеме, Цветко Кабрамов, малку ни беа заладени односите, сега така у последно време се смирим, меѓутоа не се гледам, затоа што и не излева многу човекот. Покојниот Ласко Дамевски, Ласко Илиев, Грашо исто, неовисно што јас со Грашо дали живеам или не живеам, што јас си го ценам како голман, али сум кажал со кој сум почнал прво. Ја не почнав со Грашо на голот, почнав со Чире Николовски на голот, да. Легендата на бранењето. На бранењето. Грашо е исто легенда. Не може. Овие сите што ги наброав фудбалери, тоа секој си има си е легенда на свој начин. Значи нема фудбалер. Пази, тие оставиле траги у кавдаречкиот фудбал. И многу е жално што никој нема од нив сега моментално спортот. Јас кажувам, тоа е многу жално. И мислам дека треба да се направи нешто, да ни се даде нас на тие постарите. Не мора прва екипа. Дајте ни да направиме една... Да обучувате кадар? Тренерски ќе го обучам, јас знам што да му кажам. Али и ќе му кажам како се работи со млади категории. Оти со млади категории не е само да му фрлиш топката. Овие млади категории па гледат телевизија веќе. Па нека земат, нека гледат гледај у пепелта наму по Африка што работат, они сега зимат топката и жонглираат. Па ја немам видено 30 години да жонглират топка 30 години не. Господар на топка. Да бидеш господар, па тоа е господар, жонглирањето што го работиш, ваму да гледаш а топка да удариш, ти си господар веќе. И во игра можеш тоа да ти не знаеш топка да штопнеш. Фудбалер е у прва екипа ми дошол дрво на десна или на лева нога, нема поима. Кој ти благодарам за муабетот. Ви благодарам и вас и ви посакувам се најдобро. Почитувани, тоа беше Никола Глигоров, тој ја раскажа својата приказна, може уште долго да ја раскажува. Пријатно беше со него да се седи, да се разговара за фудбалот. Ни една негативна критика не кажа за своите колеги и пријатели, што значи во позитивна смисла и играта и другарите ги имал цело време. Добро е што низ оваа позитивна енергија тој и понатаму ја продолжува својата приказна и е спремен да одговори на сите покани за било какво фудбалско ангажирање и денес. Беше тоа емисијата Легендите на ФК Тиквеш со Никола Глигоров.